Македонците не можат да заштедат ниту за црни денови, а камоли за да си купат нешто по желба. Бидејќи немаат од што да одвојат, велат граѓаните со кои разговараше Алфа. Запрашани од што би скратиле за да тргнат пари настрана, многумина велат дека платите и пензиите ги даваат веднаш кога ќе им пристигнат, што за неодложни трошоци, што за покривање на стари долгови. Други пак ни одговорија дека кога би морале, би скратиле на облека и луксузни производи како парфеми, но дел велат дека штедат и на храна. На што штедите најмногу? Што ќе пензионер да штеди? На што? Со 12.000 ден да штеди? Од што да штеди? Од што да се одвои? Од што? Храна, што? На јадење. Од ништо. Од плата може, ама не остани од плата. Ви се случува ли да одвоите од храна за да штедите пари? Тешко од храна. Не се заштеди од храна. Скапо е свет, како ќе заштедиш? Што би одвоиле вие за да заштедите пари? Од ништо, мала платичка имам. Од козметика, од такви некои парфеми, да кажеме, тоа. Па од храна сигурно, не од луксус, од одмори, од козметика, од облека. Мислам, што не е потребно. Граѓаните додаваат оти станува збор за приоритети и дека секој еден има различни, па затоа, кој на што би одвоил за да заштеди, зависи до индивидуалните потреби и можности. Македонците кои немаат можност да одвојат пари за заштеда, веројатно причината треба да ја бараат во галопирачката инфлација која никако не може да се заузда. Се помалата вредност на парите силно удира по куповната моќ на граѓаните. Според последните податоци на државната статистика, трошоците на живот во јуни годинава биле зголемени за 9,3% во однос на истиот месец лани. Храната била поскапа за 12,1%, а комуналиите за 13%. А единствено намалување имало кај трошоците за транспорт и тоа од 8,9%.